Почитувани гледачи, се вклучуваме порано во ова издание на емисијата Очи во очи, за да можеме да ја проследиме и заедничката пресконференција која што ја имаат техничкиот премиер на државата Оливер Спасовски заедно со новиот еврокомесар за добрососедска политика и проширување Оливер Вархеи. Почитувани дами и господа, почитувани граѓани на Република Северна Македонија. Денеска во име на владата, во моје лично име, му посакав топло добре дојде на нашиот гостин, на еврокомесарот Оливер Вархеи. Ова е негова прва посета на нашата земја од неговото стапување на должност еврокомесар за соседска политика и проширување на Европската Унија во Европската комисија. Убеден сум дека нашите средби и комуникацијата ќе добијат на интензитет затоа што влегуваме во еден важен период во кој очекуваме сериозни исчекори напред кон реализацијата на еден од нашите суштински стратешки цели, а тоа е членството во Европската Унија. Искрено се надеваме, но и со право очекуваме остварување на оваа наша голема цел да започне со одлука за почеток на пристапни преговори во престојните месеци после 15 години во чекалната со статус држава кандидат за членство. Со ништо нема да го загрозиме постигнатото, поради што добиваме и признание од Европската комисија минатата година, кога на Европскиот совет му беше предочено итно и безусловно стартување на пристапните преговори. Препораката дојде како резултат на успешно спроведени темелни реформи и како резултат на храбрите одлуки за решавање на недоразбирањата со нашите соседи, кои нашите аспирации за членство во Европската Унија ги направија и реалност. Ја очекуваме на јавената одлука во октомври минатата година, откако нашата земја направи се што се очекуваше за да ги стартуваме преговорите. Иако доживеавме разочарување, прифативме дека стратегиската грешка ќе биде поправена многу брзо и дека нашите резултати ќе бидат валоризирани според заслуженото, иако со одложување. Благодарни сме за јавните изјави на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен и на комесарот Вархеи дека одлуката за почеток на пристапните преговори треба да се донесе што е можно поскоро. Програмата на новата Европска комисија представува нова голема надеж за државите од Западен Балкан и за јакнување на нашите позиции како идни членки на Европската Унија. Европската комисија од секогаш била и останува наш прв, искрен и чесен сојузник во нашите настојувања за приближување кон Европската Унија и очекуваме ова сојузништво да продолжи и понатаму и со новиот состав на Европската комисија. Го сметаме процесот за постигнување на стандардите на Европската Унија за особено значаен и токму затоа влеговме со уште поголема мотивација во спроведувањето на реформите. За нас е особено значајно што Европската комисија по Европскиот совет во ноември 2019 година ја превзеде обврската и под водство на денешниот наш гостин, комесарот за соседска политика и пристапни преговори Вархеи најави дека до крајот на овој месец ќе представи документ со предлог за измена на методологијата за водењето на пристапните преговори. Северна Македонија е заинтересирана што побрзо да се објави методологијата и се надева дека предлогот ќе задоволи барањата и очекувањата на Франција и дека истовремено ќе ги прифати и ставовите на земјите членки кои беа и останаа пријателски настроени кон проширувањето и кои немаа ништо против тоа да започне уште во октомври минатата година. Се разбира, наш интерес е да се избегнат нови несогласувања и да се постигне консензус за отварање на преговорите час поскоро. Исто така за нас е клучно подобрувањето на методологијата за преговори и донесување на одлуката за почеток на преговорите со Северна Македонија да бидат одвоени, но комплементарни процеси. За време на нашата средба го информирав еврокомесарот Вархеи за работата на предходната влада, за подготовките за фер, демократски, слободни и успешни парламентарни избори. Нашата држава се наоѓа во исклучително значаен период, кога се очекува непречено функционирање на сите
институции на државната власт. И ова е период во кој до максимум треба да дојде до израз личната, институционална, политичка и професионална одговорност и да се даде најдобриот придонес за доброто на граѓаните и за развојот и напредокот на Северна Македонија. Ова е време кога треба да се организираат фери демократски избори, да се завршат потребните активности за полноправно членство на Северна Македонија во НАТО, да се следат внимателно одлуките на Европскиот совет поврзани со почетокот на преговорите за членство во Европската Унија и никако не смеат да се доведат во било каков ризик. Треба да ни биде јасно дека секоја постапка, секоја изјава која ги доведува под прашање остварените достигнувања во односите со соседите, нашите домашни и меѓународни обврски, ја загрозуваат и ја ставаат под прашање и нашата евроатлантска перспектива за која одамна имаме национален консензус. Искрено се надевам дека сите политички фактори кои учествуваат во владата ќе бидат на висината на собствената задача, меѓутоа и на собствената одговорност која ја имаат во оваа преодна влада, се до одржувањето на парламентарните избори на 12 април 2020 година и дека понатаму подинамично и поактивно ќе работиме на преговорите и на достигнувањето на крајната цел, а тоа е Северна Македонија да биде членка на Европската Унија. Благодарам. Благодарам, премиере. Сега ќе ви се обрати еврокомесарот за соседска политика и проширување, господинот Вархеј. Благодарам. Почитуван премиер, среќен сум што сум денес тука во Скопје. Ова е моја прва посета во регионот. Ова е моја прва официјална посета надвор од Европската Унија. И сакав да обележам првата посета и да ја посветам на Северна Македонија, која што веќе направи многу за да стане членка и која што го испорача историскиот преспански договор. Прво, сакам да упатам честитки и најдобри желби во новата година и да му честитам на премиерот за неговото именување, кое што всушност обележува еден мощне битен чекор и е мощне важен знак дека Северна Македонија е сигурен партнер за ЕУ и дека реформите кои што ги воспоставува функционираат токму како што биле замислени. Кога станува збор за интеграцијата на Западен Балкан во Европската Унија, имам добри вести, таа ќе продолжи и ќе работиме уште посилно, напорно, за да го оствариме тоа. Мора да ги забрзаме процесите, да вметнеме динамика во нив, но и да ги направиме посигурни, поверодостојни за сите нас, и за регионот, но и за нашите земји членки. За новата комисија проширувањето не е табу тема, тоа е приоритет. Комисијата не може да работи без поголемо влијание во регионот, а јас ќе ја посветам мојата работа токму кон постигнување на тоа. Мора да работиме врз основа на процената дека Северна Македонија и Албанија се подготвени да ги почнат пристапните преговори. Нема промена во тој став и ќе се држиме до таа првична процена дека мора да почнеме пристапни преговори со овие две земји. Тоа исто така значи дека треба да имаме позитивна одлука од страна на Советот за отварање на пристапните преговори пред самитот во Загреб годинава. Тој ќе се случи во мај. Затоа во предстојните месеци ќе имаме многу работа заедно со премиерот и со другите лидери, затоа што мора да дадеме нови предлози, нов пакет, ако така сакате, со кој што ќе се унапреди процесот на проширување.
Новиот пристап мора да биде сигурен, мора да биде попредвидлив и ќе мора да биде малку пополитички и објективен, но и со поголема динамика. Тоа се принципите на кои што ги засноваме нашите предлози и принципиве треба да функционираат и за регионот, но и за нашите земји членки. Исто така, сакаме да предложиме отварање на пристапни преговори и тоа да започне уште пролетва, но тоа треба да дојде заедно со економски план за регионот. На самитот во Загреб се надевам дека ќе добиеме поддршката на земјите членки за интензивирање на нашето присуство и да го затвориме јазот во економскиот развој меѓу вас и нас, и секојдневните животи да ни бидат малку поблиски едни до други. Исто така, морам да го пофалам напредокот кој што беше направен од Северна Македонија досега. Таа беше мощно постојана во реформите, особено благодарение на предходната влада, на таа пред неа, но и на оваа сега. Постои национален консензус и се надевам дека тој ќе трае уште долго време и дека ќе помогне со предизвикот кој што ќе следува откако ќе бидат отворени пристапните преговори. Дискутиравме со премиерот дека откако тие ќе бидат отворени, предизвиците ќе бидат уште поголеми за Северна Македонија, за да ја одржи динамиката и да ги испорачува сите резултати и реформи кои што се потребни за станување земја членка. А затоа е важно да постои национален консензус околу пристапувањето кон ЕУ. Затоа потребно е владата и сите други институции да ги имплементираат реформите и да продолжат со досегашната работа, а секако приоритет треба да се даде на новиот закон за јавно обвинителство. Се надеваме дека ова ќе биде направено од страна на сегашниот парламент. Тоа ќе биде мощно добар знак упатен до нашите земји членки. По изборите се надевам ќе имаме сигурен партнер во владата и веќе ја изразив мојата подготвеност да работам со кој и да ја води таа влада. Комисијата нема намера да се меша во внатрешната политика на која било земја, а особено не во земјите кандидати. И сакаме да работиме со сите оние кои што сакаат да работат со нас. Клучно е испроведувањето на Преспанскиот договор без оглед на тоа која ќе биде следната влада и сметаме дека билатералниот договор со Бугарија исто така е приоритет кој што треба да продолжи. За крај и малку добри вести. Побарав од Европскиот парламент да објави награда од 50 милиони евра за постигнувањата и за резултатите на земјата во искористувањето на европските фондови. И овој предлог сега е во Европскиот парламент. Се надам дека ќе добијам зелено светло и дека ќе се овласти исплатата. Па така ќе можете да планирате да ги инвестирате овие пари многу брзо. Представници на медиумите, колеги новинари, повелите со прашање. Лепа, повели само микрофонот. Очекување на новата методологија, доколку не биде усогласена во март или мај, дали ќе имаме зелена светла од Франција за отпочнување на паралелен процес, паралелни преговори на кои што инсистира Европската комисија?
ние не работиме само со Северна Македонија и Албанија, туку и со сите земји членки за да успееме. Јас контактирам со сите земји членки, особено со оние кои што има одредени грижи во октомври и кои што во тоа време во октомври не се договорија. Минатата недела го посетив Париз, каде што имав интензивни, но позитивни дискусии со француските власти и мислам дека имаме начин да се справиме со сите предизвици со кои што се соочуваме и се надевам дека ќе можеме да ги исполниме сите услови поставени од различни засегнати страни. Секако, ова се координирани напори, кои што сите може да ги вложиме нашите земји членки, но и регионот. Сепак овој пат имам надеж дека ќе добиеме позитивна одлука за двете работи. Прашање за еврокомисарот. Во месец февруари се очекува објавување на вонеден извештај на Европска комисија за Северна Македонија. Ке можете да ни соопштите детали што содржува тој извештај и на која поглавја ќе се фокусира? Благодарам. Може би е прерано да ви кажам што ќе содржи извештајот. Се уште не сме почнале да работиме на него. Сега се фокусираме на тоа да го составиме овој нов пакет, но внимателно ќе го следиме развојот, особено кога станува збор за реформите. Една ставка секако ќе бидат и реформите, но тука секако влегува во игра и јавното обвинителство. Да, комесарот. Во вашата прва средба со тогашниот премиер господин Заев побаравте да се убрзаат реформите во судството. Вие сте денес овде како представник на Европската комисија, но сепак ќе мора да прашам затоа што доаѓате од Унгарија. Бегството на нашиот поранешен премиер во Груевски во Унгарија на некој начин ја разниша довербата на граѓаните во судството. Дали мислите дека неговото евентуално враќање би ја вратила довербата и би придонела да граѓаните повторно веруваат во ова судство и на некој начин тоа да биде дел од тие реформи кои што вие ги барате? И од вашето прво искуство во Скопје, како ви изгледаат нашите политичари? Дали може овде да се одбива судски процес без мешање на политиката? Затоа што поради тоа нашиот поранешен премиер доби азил во Унгарија. Ова повеќе беше изјава, не прашање. Со господинот Заев, вие побаравте да се убрзаат реформите во судството. Главниот удар врз нашето судство е бегството на Груевски, поради кое што граѓаните не веруваат веќе во ова судство. Дали мислите дека евентуалното негово враќање би придонело тие реформи да се убрзаат и граѓаните да ја вратат довербата, пошто нели затоа се реформите? И that's my first question. I will repeat my second one. I don't think that Не мислам дека комисијата ја има поставено оваа цел, дека целта на реформите во судството во Северна Македонија е да се врати поранешниот премиер од поранешна од земја членка на ЕУ. Тоа веројатно се работи за национална способност
ЕУ или комисијата нема што многу да каже по ова прашање, па најдобро е да го упатите ова прашање до унгарските власти. А второто прашање од вашето искуство со нашите политичари, може ли да имаме нормални судски процеси без мешање од страна на нашите политичари, нашите власти? Секако, тоа мора да се случи. Пресконференција ви благодарам за присуството тука и крајот. Так, назад во студиото на Очи во очи имавме можност некаде околу 15 часот и 40 минути да започнеме во живо да ја следиме и заедничката пресконференција на техничкиот премиер Спасовски заедно со новиот еврокомесар за соседска политика и проширување Оливер Вархеи, кој пак во оваа заедничка пресконференција истакна дека останува на оценката дека Северна Македонија и Албанија се подготвени за почеток на пристапните преговори. Денеска во Скопје Вархеи рече дека очекува одлуката од земјите членки да се донесе пред самитот на Европската Унија и Западен Балкан предвиден за мај во Загреб. Приоритет на реформски план е донесување нов закон за јавно обвинителство и тој посочува дека очекуваат да биде донесен од ова собрание пред изборите во април, стои во неговата изјава, која што ми имавте можности да ја слушнете. Комесарот го спомена и донесувањето на Законот за јавно обвинителство и во контекст на мини извештајот што Европската комисија планира да го објави за Северна Македонија и за Албанија во февруари годинава. Еврокомесарот рече дека клучно останува и имплементацијата на договорот од Преспа со Грција и на договорот за добрососедство со Бугарија, без разлика на тоа кој ќе ја води идната влада во Северна Македонија. Да, темата ни е, значи ќе им напишам на колегите во режија, бидејќи немавме можност да ја промениме, но во секој случај знаете точно за што зборуваме. И во продолжение на 0260 91 924 или 925, доколку имаме некој од име со вклучување. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме со некого? ДИМЕС во меѓувреме веќе ни испратил порака по однос на денешната тема. Добар ден, Огнен, ова е све лук и вода, така да македонскиот народ нема што да очекува од ниедна партија, све е за никаде, така да и тие што идат кај нас, мајтап си играат, а ние слепо им веруваме. Поздрав, завршува ДИМЕС во првата порака испратена за денешното издание на Очи во очи. Дали имаме некој на линија, повелете? Ало, добар ден. Да, добар ден, ве слушам. Па вака, ова ја слушав и заедничката изјава пресот на двајцата ливери, нели? Добро. И мислам дека и тој порано пред овој сега комесарот, тој се викаше Оливер. Добро, да, двајцата се викаат Оливер. Дуо Оливер. Да, значи Оливер си замина, дојде нов Оливер, све Оливери. Ја мислам дека ова што го прочитавте сега, мислам тоа стои дека ништо нема тоа. Ние треба да работиме како треба, да ги засукаме ракавите и да работиме. Иначе со вакво судство, со вакви програми за избегнување од криза нема мислим иднина. Навистина треба да се работи, а овие сега научија од Груевски, па секој 2 години избори и така. Цело време губиме, тоа големи пари се губат тука, финансиски средства големи, сите тие луѓе се ангажират. А мислам дека и на медиумите им годи, знаеш, си земат пари, има голем дел од медиумите знаеме која е од кој што е висок и на одредено време и продадени, буквално речено вака. Мислим, некултурно, ама буквално беа продадени и секој си вика таму госи, кажи ова, кажи тоа и готово. Мислим, без работа нема. Толку. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Темата е Вархеи, ни треба одлука за преговори пред самитот во Загреб, извлечена од пресконференцијата која има заедничка со техничкиот премиер Спасовски. Во секој случај, мона што го спомена и гледачот, да ви кажам искрено, ова сега од лично искуство ви го кажувам, бидејќи од неколку аспекти сум работел изборни циклуси во изминативе веќе не ни памтам повеќе од деценија. И секој пат кога ќе се најават избори, косите на глава ни се креваат на тие што ни подостанале нешто од косите. Ни се креваат на глава поради тоа што просто не знаете како забавува нашата работа кога никој ќе ви најави избори или некакво гласање. Бидејќи тогаш целата наша работа се заснова исклучиво на изборниот законник, каде што
постојано сте под лупа и тоа е супер, тоа го прифаќам, но делот каде што вие не можете да правите никакви истражувања за тоа што ќе ве поврзат со овие или со оние, едноставно ја закочува основата, она што е срж на истражувањето или ние што професионално го викаме месото во приказните, за истражувањата кои што се во полза на граѓаните, а не на политичарите, кога имаме најавени избори во рок од 3-4 месеци, кога целата работа запира. И сега замислете, вие имате избори секоја година и секоја година медиумите запираат со работа, само поради тоа што и законите и се такви. А нели и таквите мора да се почитуваат, оние кои ги почитуваме. Добар ден. Добар ден, Оливер. Огнен, а Оливер беа двајцата кои што држаа пресконференција, но во себе се повелете. Добро, лапсус. Ако нема гајле. Your country is very lovely and people too. Сите тие 30 години доваѓаат тука и сите тие истото го зборуваат. Во почетокот вика, вие сте пред вратата, само што не сте влегле. Стварно, кога се растури Југославија, ја тешеа Македонија дека Македонија има највиши шанси. Меѓутоа, нажалост, последна испадна. За да влеземе во автобусот, ние треба да имаме билет. А билетот е условите кои ќе ги постават тие. А условите се знаете. Сите тие услови што ги бараат од Европска Унија и на крајот кога треба да се гласа, сите ќе подигнат рака кој од поштовање, кој што сака Македонија да влезе, меѓутоа, памтете го ова, една држава ќе биде против, а тоа е Бугарија. Бугарија не нашека утесно и сега ќе бара сите нејзини барања да ги исполниме. Другари, јас не се слагам историјата да си ја продадеме, да продадеме се живо и диво што бугарите бараат, а бугарите се незаситни. А многу ми е криво што во Европска Унија не се бара 51% па да се усвои тоа, туку тие бараат 100%. Сите членки треба да се сложат, сите да подигнат рака. А тука бугарите ќе бидат прешка. Знаете за името грците беа, сега грците ќе се воздржат, а бугарите ќе не кошат. Бидете поздравени, господи. Да, благодарам за поздравот, ве поздравувам и јас. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден, повелете. Нека многу не се секира господинот што се јави пред мене, ќе биде изгласена тоа сега во баш со нашите претходни браќа Хрватска. Така да во НАТО веќе уште неколку дена недели влегуваме 100% и во Европа ќе влеземе, сакаме, не ќе мора, пошто и требаме на Европа. Тоа нека ни е јасно. А малку да те коригирам тебе, Огнен, Ајде. ти ниска коса носиш, нема да ни се крене косата за овие избори. Така да ќе се шишаме. А не, мене за изборите како процес, не за овие конкретно. Не, те сватим, ама ќе се шишаме лустер вака и нема да осетиме дека може и така. Ќе ни се крева косата, ме разбирате? Да. Така да, за овие избори искрено да ви кажам ја, ама апсолутно не размислувам и не сакам да сонувам, поради тоа што ми изгледат прљава работа, да ви кажам. Не требаше ова, сум го кажал, не требаше ова вака предвремени избори, требаше до крај да ја претера, да ја истера работава господин Зоран Заев. Так. Благодарам, бидете поздравени. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам, ви посакувам бав ден, следен на линија, повелете. Добар ден, Добар ден, ве слушам, повелете. Оливер, уште еден Оливер. Уште еден, да имаше мечка отван, иначе сметневме. Шегата на страна. Па добро, ова е една голема чест за Македонија, што ете првиот човек на ЕУ дојде во Скопје, во нашата метропола. И не ги спомна оние зборови што ги употребуваа претходниците негови. Завршете си ја домашната работа, ова направите, она направите, тоа го слушав, не спомна, мислам, да, не спомна.
и да и ние си знаеме што треба да завршиме, а тоа е донекаде и завршено 90%. Така да во тоа семејство ќе си појдиме и ние најмногу за 2 години, по моје мислење. И да знаеме, да ни биде јасно нас. ЕУ не е хуманитарна организација, некоја хуманитарна организација. Така се затрчаа грците, па заглавија догуша во Борчој се. Таа е Евросунија и колкаше со пари. Тоа сакаат нас да ни кажат треба работа, работа и само работа. И ништо друго. Пријатно Огнен, биди поздравен. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, имате дописник од Кичо. Ние дописниците Огнен имаме договори со повеќе телевизиски куќи за јавување и мораме некојаш да грешиме, да ве повешаме вас водителите. Добро. Место Огнен, Роберт ќе ми опростите вчера што ве прескочив Робершевен. А не, навикнати сме со Роберт, не мешаат често. Па затоа рекол не ние дописниците повеќе имаме договори со повеќе медиумски куќи, склучен договор. Па затоа се. Па јас имам со вас и со Канал 5. Не е со многу. Значи меѓутоа ете така. А темите се слични, состојбата тоа го предизвикува, го доведува да имат исти слични теми и така натака. Конкретно. Не знам, видите, зашто викат во Западна Македонија ние славиме водици 3 дена, викат. Луѓе, кој ќе дојдат водици, кој ќе се напиеме раке, баш не е брига дали ќе не земат во Европа, дали во Азија, дали во Америка, нас ни е свеедно. И не само тогаш викат, него свеедно ни е. Децата млади си заминава, тие што треба си замина, ние што станавме да сме постари, па дали ќе не примат или не ќе више свеедно на луѓето не е више занimljivo, сака те кажам, тоа го чувствувам со секојдневно дружење, со контактирање со луѓето и така натаму. Више луѓето преговари од овие ветувања, од овие лаги, и од светот, и од Европа, и нашите политичари, све е тоа преговорено, све е презрено. Моје мислење да само не навлекоа да учествуваме, да влегуваме во НАТО, да направиме еден голем греб, како што навлекоа Турција, во НАТО примија, а во Европа си чекат уште. Турција е една од најмодерните држави европски, се да се разбереме, ако не знаат луѓе кој не бил тамо, нека гледаат турски серии, видат колку се турците цивилизирани и развиени. Ако тие со таква економија, со таква сила, не може да влезат во Европа, за нас тоа го нема нигде. Него нас ќе искористи само да влеземе во НАТО, кога ќе влеземе сега? Во НАТО ќе биде тоа крај. Во НАТО ќе бидеме, нашите деца ќе си одат таму, ќе бидат слуги на другите сили, и ќе правиме нереди, ќе правиме омраза, меѓутоа тоа е што е, да така ни Господ да поштеа, поздравам обето што ти Огнен опрес опрости во штедност. Фала, пријатно Огнен да си записи. Да, благодарам за јавувањето, пријатно и вие да сте живи и здрави. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, ако сум на линија. Да, вие сте, повелете, добар ден. Благодарам. Така, ја ми се чини дека доста чекавне, ми се чини дури и се изначекавне, па нека и ова одлука биде што се вика, значи без многу помпезности, нека дојде тој фамозен март, па нека го дадат тој почетен, значи увод за влез за преговорите, па и да го чекаме и тој мај, кој конечно ќе бидеме удостоени за предпристапни преговори. И ја мислам дека не би требало многу веќе и самата Европска заедница да не пимпла, да не тера те уште ово, те уште оно. Ја ми чини дека од 2005 ми се чини беше кога почнавме, ми чини ако е Заир доста е, што толку многу чекавме, допрај ово, допрај оно, донеси ово, донеси оно, направи ово, направи оно. Ја мислам дека ако е Заир доста е и да го чекаме тој ден да биде што поскоро и да бидеме сите, како и сите останати, задоволни, да бидеме вистински дел од Европската Унија, затоа што па на крај крајва ние сме дел од Европа и ние, значи, треба да ги уживаме, значи, придонесите на Европската Унија, но и да допринесеме и ние со нашето учество, со нашето работење, да ги подобриме сите тие услови, каде што, значи, ќе бидеме со едно позитивно да. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Доколку имаме следен на линија, вклучуваме. Добар ден.
Добар ден, како да немате една личност маркантна, што ќе рече исто. Значи, и јас сум еден од тие што се јавува на повеќе телевизии, но многу сум среќен кога ќе добијам, затоа што ако ме пуштат, кај вас одеќе изгледа директно се влегува, ама кај овие другите што контролираат убаво, и кој ќе ме пуштат, и имам што да кажем, да не го губам времето што ви рекли вие, него да кажем вака, еден наслов имаше, претходно што дискутираше и викаше, утре добиваме преговори, да, утре добиваме, сега влеговме во НАТО, ќе не мазнат. Пусти очи, кога ќе ги гледаат тие европските доаѓачи овде, кои што на власта и се така омилени, така наречената европска, не европска, туку светска, како е викаат она меѓународна, наша мила заедница, што не ти интерес секогаш, но ништо од тоа нема. Навистина, нежалосно е, кога некогаш ќе се дискутира околу тоа. Луѓе има се кажуваат, има големи вистини од тоа што го слушаме на овие, но има и големи грешки и навивања и сето тоа. Мене најмногу вака ми пречи што неутралци нема. Колку може човек да биде неутрален? Неутрален нема. И ако не одиш на гласање, ти не си неутрален. Ти оставил да решат другите. Но суштината е нешто друго, сакам да кажем. Во Македонија треба еднаш, например, да се почне од некаде. А тоа некаде да се сруши таа неалтернатива. Немање излез. Само ЕУ и НАТО. ЕУ ќе не храни, НАТО ќе не брани. Мизерија од луѓе на вистина. А овие што се надават она. Франција е голема сила. Единствена сила е со атомска енергија по излегувањето на кралството и единствена е со вето. Нека никој не се занесува. Не оди тоа така. Благодарам, бидете здрави и живи. Добро, благодарам за јавувањето, ви поздравувам. Дали имаме некој следна линија, повелете? Добар ден. Ало, добар ден. Да. Поздрав, Огнеш, Јане, до телевизијата. Поздрав, повелете. Биде коректен само коли тоа емисијата водејќи, некој одма штодњето одма исклучуваш го. Како така може да правиш? За кого? Ако критикувате оно што е вистина, ти го исклучуваш. Ако е реалната слика, кажуваш, малку... Денеска никого не исклучив, господине. Не се оградувај така, бе, Челмен. Господине, денеска не исклучив никого. Повелете за темата. Темата? Какви преговори има се во самито, во Загреб? Кои се тие преговори? Па грганите не сакат да владее ова мафија, бе. Не сака да владее само корупција, гледаш колку се корупција прави. Не ли гледате? Гледате амбасадорите, гледа меѓународна заедница, нема реформи, нема живот на народа што го тоа витувате. И тоа го заборавате, народ го заборава, само грганите за избори ги тражите. Значи не се способни да водат ни самит, ни во Загреб, ни дато не даде, ништо не се способни. Значи невидено корупција европска, корупција криминал невидено. Ево гледаш како сега Ангушев, 1.600.000 тендери. Хари Локвенец, 330 милиона евра му дадеа пари. Како 330.000, извини? Кои се тие граѓански пари да си делат пари? И народот страда. Народот не му е важен што витуваше живот. Живот за сите. Не е живот, ти само за владат. Нема. Прво реформите ги направат дадено, тоа што го тражи Брисел, тоа го прикриват. И да владее некој демократија. Не владее демократија, насилие, владее беззаконие, владее диктатура, владее... Не може така да се оде. Така со странците, вие само странците ќе ги поддржуваме и за ние они не... И они на не е гајлени. Истече времето. Дали имаме некој на линија, повелете? Добар ден, Огне. Добар ден. Ај, остави го овај забегање од да не јавите. Исклучете го гледачот. Исклучете го гледачот. Значи, квалификации за тоа, дали е некој во ред со паметот или не, може да си правите дома. Дали е некој забеган или не е забеган, ве молам меѓу вас дома да се зборувате. Не да ги навредувате останатите гледачи. Може вие да не се согласувате со нивните мислења. Може да кажете, јас сметам дека тоа не е во ред да биде така и еве го моето мислење. Значи, не да образложувате во смисла напаѓајки го останатиот гледач. Квалификацијски, дали некој е забеган или не,
постојат за тоа невропсихијатриски установи. И тоа тие може да дадат таква квалификација. Ве молам, оваа емисија мора да задржи ниво. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Ве слушам, повелете. Ме слушате? Да, ве слушам, повелете, режи погласно, повелете. Да. Вака, сега ја ќе го кажам моето размислување. Не знам дека така ли? Гледам, луѓето се многу песимисти, а интересна работа, значи, се јавуваат од други националности, сите се позитивни. Јас сум ром по националност, албанците се позитивни, македонците се позитивни, ама господине, православните роми, Јанко, Петко, Станко, они се само негативни. Што се не може Македонија додека не расчисти со ова група луѓе. Значи да се знае кој е ром, кој е македонец. Они тврдат дека се македонци, а роми се. Ова Македонија има такви. Верувајте. И они ги мразат македонците, вас ме мразат. И не, ова е голем проблем. Јас се јавувам понекогаш и никој не сака овој проблем да го реши. Ја не можам да разберам. Дајте еднаш кои се ромите, кои се ја ги нарекувам цигани. Циган не е навредлив збор, да се разбереме. Ако во сите песни циган е добар збор, онда не е навредлив за това. Добро. Исклучете ми овој гледаш, благодарам за јавувањето. Се обидував да сватам дали зборувате во форма на темата која што е дадена. Ако имате нешто друго кое што сакате да го кажете, ве молам направете го тоа, тогаш кога ќе има тема за тоа. Можеби ќе почекате подолго, можеби и нема. Значи зборуваме за заедничката пресконференција која има техничкиот премиер Спасовски заедно со еврокомесарот Вархеи и кои разговара за патот на државата кон Европската унија. Таму каде што останавме на првото столче во чекалната предврата да седиме минатата година. Добар ден. Добар ден. Ало? Да, ве слушам, повелете, добар ден. Значи, јас сум од прва. Да, вие сте, повелете. Добро, поздрав, Фулјан, за тебе. Благодарам, ве поздравувам, повелете. Овака, ајде, ја кажам за ова денеска среќа, што денеска Оливери ни беа уживо на пресконференција, кога само не се Николи. Иначе со Оливери и се надевам дека сега ќе добиеме датум за преговори и со Оливери ќе отидеме напред. Значи, ќе добиеме датум за преговори, а кога ќе биде здравје, тоа што они после треба да одлучат. Само да не се Николи. И јака ви душа како издржувате со поединци. Голем поздрав до тебе. Благодарам, ве поздравувам, тоа ми е работа. Дали имаме некој средна линија, повелете? Да, добар ден. Добар ден. Па вака, за да добиеме датум за преговори, па веќе овај Оливер Странецот, веќе ни каже што треба да направиме. Значи закон, да донесиме закон за јавно обвинителство и то ова собрание моментално што е сега. Ова треба да го донеси тој закон. Бидејќи понатаму ќе немаме парламент, ќе немаме мнозинство. Парламентот е, рековме веќе до кога е, до 12, така нешто беше. Февруари. Значи до 12 февруари треба да се работи, треба да се согласат двете коалиции за да се донеси ствари мнозинството и опозицијата за да се донеси овој закон за јавно обвинителство. Значи покрај тоа треба да се донеси и за НАТО треба да го донесиме законот за, не знам дали е веќе донесен, ама неќе да е, законот за народна одбрана требаше, така нешто беше. Значи, за да одиме и во НАТО, значи, треба да се работи. Парламентот треба да работи, да се усогласи, да седнат комисиите фино лепо да ги разгледат овие работи и да донесат заеднички став и фино лепо овие закони да се донесат. Па понатаму можеме да рачунаме на тоа, на одлука за предпристапни преговори со Европската унија. Меѓутоа, сепак, и понатаму ќе ни биде пречка. Ке се јави некоја пречка, ќе најди рачка некој, како Франција прошлиот пат ќе најде, како Холандија не беше сигурна и што ти ја знам неколку држави таму, меѓутоа јас мислам дека тоа ќе се, ако ги донесиме и овие закон.
Добро, истече времето. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден, Огнен. Има. Да, ве слушам, повелете. Ака сега, можете мене исто веднаш да ми исклучите, секогаш го зборувам на тема, но не смеевте да дозволите некој да не зборува воопшто на тема, да го пуштите да зборува. Не, некогаш некои гледачи не можат така јасно да се изразат како што го правите тоа вие редовните, па морам да им оставам малку простор за да видам дали од некој друг агол ја фаќаат темата. Особено затоа што денешната тема е исклучително широка. Да, широка е, но немаше ама ни една допирна точка со Добро, затоа ги исклучувам после. Повелете. Исто и Ромот, што се представи Ром, за мене не требате да го исклучи. Геота, прво, секоја чест што се јавува. Сега јас да кажам на тема. Ме слушате? Да, ве слушам, повелете, ве чекам за темата да зборувате. За тема, сега сигурно, мора повод да ви го кажам. Вака сега, ова реторика од европска страна и од нашите представници, без разлика од која партија се, веќе ја гледаме многу години. А реториката е иста. Ке. Додека има ке, нема ништо. Јас сум прв оптимиста и сакам да почнат тие фамозни пристапни преговори. Но мора да се запрашаме и себе дали стварно ги исполнуваме условите. Ако кажеме дека стварно ги исполнуваме условите, сами се лажеме. А секоја власт ќе се менува, ќе си оди, па сите сме ние за во НАТО и за Европска унија. Дали е сега Оливер или ќе биде Перо или Лазо, не е битно. Може би да биде и Фај. Ама сите сакаме да одиме во преградка на Европска унија, бидејќи животот е многу подобар само. Толку има многу да се зборува, не можам, кратко ми е времето. Поздрав до сите и до тебе. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, повелете. Погледам почитување. Вака, сега во врска со сите овие одлуки на Министерство на Европска унија и на НАТО и сите работи. Ако понапред мислеа од Европа дека ќе биде, ние ќе имаме стимул, дека ќе ни бидеме наградени со нашето однесување, сватија дека ние, балканците, а посебно ние од Македонија, секоја обврска полесно ќе се најдеме побрзо, отколку да чекаме некоја награда. Ние бараме некој нас да ни даде наредба и ние да извршиме. Това е познато и историски, а и сега се случува. Така да сум оптимиста дека и преговори ќе бидат, а тоа е обврска за многу обврски што треба да ги преземе. За НАТО веќе е при крај, мислам дека многу брзо ќе биде од Шпанија и ќе бидеме во НАТО прогласени. Сите овие работи што треба да ги направиме, мора да имаме причина, некој од тозгора да ни кажува мора ради тоа, мора да ја направиме. Иначе нашиот инат и нашата лошотилок позната на самите себе. Така да се надевам и многу брзо дека и пред мај месец дека ќе добиеме преговори. Тоа ќе биде причина за да тргне и реформи и се. Тоа ќе ни биде обврски, мора да ја завршиме. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Здраво, Огњан, те поздравувам. Здраво, повелете, и јас ве поздравувам. Ние сме влезени веќе во НАТО, во ЕУ, па гледам телевизија, гледам вести, секоја вечерва гледам на 24 анализи што дават, се болна лежам тука. Само ние се плашаме, знаеш од што? Во затвор да одиме. Ја како тај Тони Трајковски. Не беше ни тепар, ни ништо. Ја го гледав денеска, никада не удрен. Болен се права. Мајката. Оди тамо, ајде, чао, оди ќе ми исклучеш, да. Пријатно убав ден ви посакувам. Гледате, некои дури и си знаат. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, следен на линија, добар ден. Ало, добар ден. Ве слушам, повелете. Огнен поздрав до тебе. Поздрав. За одлуката врхе што вика дека треба да се донесе за преговори. Вака, значи, прво треба да разјасниме ние како гледачи една работа.
дали ги исполнуваме условите. Условите ние допрва треба со поглавјаве да почнеме да ги исполнуваме за да влеземе во Европска унија. Ние сме ги исполнили условите за отварање на преговори. Тоа не значи дека утре ако се отворат преговори, готово ние од задутре во ЕУ. Многу ќе биде добро доколку стварно Европска унија си ја увиде грешката што ја направи, затоа што многу како земја жртвувавме и со името и реформите што никој не сака да ги признае, а се направени, можеби не доволно, не можеби туку сигурно не се доволно направени, меѓутоа направени се реформи, тоа Европа го гледа и извештајот тоа го кажува. Прв извештај кој што го добиваме, нели без никакви значајни бенчмаркови кои што ни укажуваат на некаква слабост. Значи Европска унија доколку на вистина си ја знае грешката каде што ја направила, очекувам, оптимиста сум дека ќе се отворат преговориве и добро е тоа за нас затоа што оние барем знаеше како новинари знаете вие оние предпристапни фондови кои ќе дојдат кај нас, стварна вистина ќе дојдат како една финансиска инjekција за државата. Не можеме ние да се изолираме единствени на Балканот и да кажуваме што треба и како треба. Не е само да се инатиме меѓу себе и да кажуваме кој бил во право, кој грешал. Редно е еднаш, поготово ме радува ако се усвојат оние измени за пристапни преговори, ако може да се направи и регрес во самите преговори. Ако едно поглавје го поминеш и ако се увиди дека се крши тоа поглавје, да се вратиме назад. И тоа е многу добро за нас, затоа што ние сме таков народ сам по себе. Ние ќе направиме све, меѓутоа потоа ќе си ставаме сопки едни сами на други. Оптимист сум и сакам да се отворат преговорите. Поздрав, Огнен. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Новиот еврокомесар за проширување Оливер Вархеи денеска за прв пат присуствуваше во Македонија. Тој говореше и за напредокот на нашата земја кон европскиот пат, но и покрај другото имаше и прашање од страна на новинарите за бегството на поранешниот премиер Никола Груевски од правдата во државава, на што тој кратко одговори: не мислам дека комисијата има поставено цел, дека целта на реформите во судството е да се врати поранешниот премиер од земја членка на Европската унија. Се работи за национална способност. Најдобро е ова прашање да го упатите до унгарските власти, истакна Вархеи. Добар ден. Добар ден, млад господин. Да, повелете. Вака, темава е супер. Може да го пратите вчера интервјуто на Раде Шербеѓе на Хрватската телевизија? Дали го гледавте? Не. Штета што не сте го гледали. Штета, се согласувам. Не знам, за таков човек да гледате такво интервју штета. Во врска со темата, малку да дам контра нешто, вака. Дека е за Европска унија се работи, така. Човекот ги виде височините на Холивуд. Кога беше војната во Југославија, избега во Лондон, знаете. Ванеса Редгреф му е кума на децата. На неговата кума. Ги виде сите височини и го праша новинарката, вика во джет сетот, во сите влеговте, во најголемите. Негова гостинка беше ова глумица врече од не може се сетам во Дубровник. Тој некој живее во Река, од Дубровник беше гостинка. Вика, те имаат многу пари. Сите имаат, и има многу пари. Али живот немаат никаков, вика. Никаков живот. Сите се несречни луѓе, вика. Сите се тие, вика, несречни луѓе. Вика, и ја мислев дека некојаш парата, дека голема е парата. Се, Раде Шербеѓе има огромни пари, вие знаете. Да, ве молам само скратете, не е фер кон другите гледачи. Да ви кажам дека за ова што за самиот Загреб, никош кај ќе одиме таму таа пара и да заиме, никош нема да направи посречни него сега. Добро, благодарам за јавувањето. Дали ме разбирате? Пријатно. Пријатно. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Здраво, Огнен. Здраво, повелете. Вака сега, нема да кажам приказки како предходниве вон темата, него директно ќе се посветам, за да ја покачиме свеста на овој народ. Добро. Луѓе, работиве се многу едноставни. Нели гледате дека си играат со нас и никогаш не сакаа да не примат во Европска унија. Во НАТО не примија и да не сменевме име на сила ќе не примија, им треба оваа територија за да се бомбардира утре Србија ако не го признае Косово. Просто е. Со Европската унија никогаш нема да влеземе. Значи, што сакам да кажам со тоа? Толку не разлекува од пред година дена, ако се сеќавате, јули, па август, па не знам колку месеци, не овој за 2 месеци, не за 3. А за што? За ништо.
Да добиеме датум за да преговараме наредни 10, 20, 50 години. Тоа е очигледна логика дека воопшто не планира. Планот им е голема Албанија да влезе во Европска Унија. Значи, цела Македонија, Албанија, Косово и така натака. Проста е математиката. Значи, ние треба да бидеме достоинствен народ. Ние дадовме тоа што ни една држава немаше да го даде. Они како ни возвратија. На крај овој кажува, како го викаш Гостинов, Радост на вест, предложив 50 милиони евра да ви даеме награда. Па уште не прават луди. Што сакам да кажам со тоа? Значи, поентата ми е таа. Доколку сега во Загреб не добиеме датум за преговарање, датум, не за влез, ние треба да бидеме достоинствени, да го смрзнеме тој преспански договор и сите името Македонија да се врати за внатрешна употреба. Тоа е најнормално. А за надворешна кој да биде? А што да правиме? Тоа веќе сме го подпишале. Значи за надворешна да си остане Северна Македонија, а за дома Македонија да биде? Да. Добро. Треба да бидеме достоинствени. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Значи, чисто само да разјасниме некои работи, како што рековте и вие самите. За да влезете во некој клуб, мора претходно да имате исполнето некакви услови и потоа, кога ќе сакате да влезете во клубот, треба да подпишете пристапница, на која што пристапница има работи за кои што вие треба да се согласите, или ако не се согласувате, да направите преговори со клубот каде што сакате да членувате, за да ги измените нештата во однос на она што вие не се согласувате, а клубот ви вели, извинете, правилата се тие, но ајде да преговараме. И датумот за почеток на преговори означува токму тоа. Сите оние држави кои што во последните 20-30 години се влезени на различни процеси на преговарања имаат влезено во клубот на Европската Унија, сега се разговара за промена на начинот на членување, односно навлегување и начинот на преговарање. Она е токму проблемот и каменот на сопнување каде што се случи беше она што го побара Макрон. Затоа и не го добивме тој датум. Значи не може некој да ви рече ајде повелете влезете. Влезне со собови, не срамови. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Огнеме на поучна реплика може? Ајде. За овај од Кичево дописников, свештеников, да речам, да му кажеме дека Турција никогаш нема да влези во ЕУ, а зошто сам нека ја отвори картата, на светот ќе види кај се простира и до каде Турција. Бидејќи Турција не е само европска земја, Турција е евроазијска земја, да му биде јасно на свештеникот, тој мисли дека се знај, ама некои работи нека си ги појасни малце, вака ќе му ги појасниме ние. Толку огнен, толку пријатно. Благодарам за јавувањето, пријатно и до вас. Следен на линија, повелете. Добар ден, среќен убав ден ви посакува Мите Василев. И вам исто така, Мите Василев, повелете. Да се понадевам, добри сте без да прашувам. Секогаш. Дај Боже, дај Боже. Видите во што е работата. Јас сум исто не скептичен, него отворено убеден дека ние сме една држава, што секој не само кажува земја, вашата земја, тоа го направија најдоа човек кој смени името, насилно се направи и сега сакаме ние напред да одеме, не луѓе Божи. То прв етап ќе биде, па не е завршено ништо. Бугарите не се задоволуват, грците не се задоволуват, јазици се наметнуват тука. Тоа го неќе Европа да си наметнуваат додатни проблеми. Знае Макрон што значи тоа. Оти ние сето тоа на тој начин, ако влеземе во ЕВГ, автоматски тие мора да дадат X јазици во Франција, ги има колку сакате други националности. Ово е погрешен пат што праве Македонија со овакви работи. Прво ние треба да си очистиме дома, сите да работиме за Македонија, еден јазик за сите, закони, амблеми за сите, и ово што го бара Европската заедница, ние треба да си го тоа очистиме, да си направиме
се во најдобар ред. Па лесно они сите трчеа се додека знаме, односно името да се измене, а и ефтини испадна кога знаме да се менја, пари платимо лесно, ајде ме шо ни треба такво. Многу ефтино паѓаме ние македонците, а зошто тоа така? И ја не сум свесен тоа да го објаснам. И Европската заедница со нас ки си игра како сака за тоа што ние наседнуваме не све нешто. Добро, благодарам за јавувањето, Мите Василев. Дали имаме некој следен на линија, поверете? Добар ден. Добар ден, ве слушам, поверете. Па се сложувам со Мите Василев. А јас моето да го кажам. Кутри ние чекаме било кој да не почеша, не умејќи самите. Меѓу кого преговори? Меѓу тие што ни го смена името, со цел крајно обезличување, и меѓу тие амин што дадоа рекоја, за хаосот и понатаму да владе, за криминалот и понатаму да живее. Невиден хаос. Ние на домашна работа не сме свршили за убо да живееме. Освен што се обезличивме за полошо да ни е. И една голема замерка до самиот прилепчено со дебелиот глас. Што е, како е твоето јавување со омраза кон македонството? Какви се твоите будалаштини за повторно да се јави со омраза кон македонството? Знаете за кого? Што се јави сега пред мал прилепчанецот со дебелиот глас. Тој секоја се некоја омраза кон македонството и го потенцира Северно Македонец. И се нешто Турска спомна, не знам Турција до кај били така натака. А бри човек Македонија е ова, Балканов е Македонија, бе човек. А така лесно си го продадовте. Си го продадовне. И немој, господине водителу, тако чудно и да ме гледаш, како да не кажувам некоја висина. Што на таквите, како на таквите од прилепчаницот, дури си се смешкате. И си имате секојдневно добро утро со него, секојаш му се отворени вратите, јас Но свете го гледачот. На вашата телевизија. Благодарам толку. Можам да чекам одговор и ова што ви го реков. Благодарам за јавувањето, поздрав до вас. Ако имате некој посебна желба, ако сакате, ќе ја запишам за кога ќе ви го слушнам гласот, на каков начин да седам да ве гледам. Дали сакате да ве гледам со широко отворени очи, дали сакате со подзината уста да ве гледам. Еве, ако секој гледач може слободно да побара од мене, на секаков начин да застанам, може и како Дева Марија да седам вака и да ве гледам и да гувеам овде за сите. Значи, господине, начинот на кој што ве гледам е дека со внимание ве изслушувам, за разлика од редовните гледачи кои што не секогаш гледате дека главата ми е крената, ги слушам внимателно, но не гледам во екранот, затоа што веќе сум навикнат на нив. Тоа што тие постојано добиваат, тоа со нив да си го разрешите, не да го разрешувате со мене. Овој муабет го имам правено многу пати и не знам како поинак, јас на вистина не знам како да ве гледам. Еве, објаснете ми, пишете ми порака и дајте ми насоки како да седам и како да ве гледам, додека вие сакате да уживате во преносот на своето поетско изразување за ситуацијата политичка во Македонија. Дајте ми режија мене 2 минути за читање на коментари. Анонимна гледачка ни пишува и вели: поздрав оги до вас и вашиот прекрасен тим, благодарам, ве поздравувам. Комуницирам со луѓево така да можам да констатирам. Двете партии се ненаситни и кои ќе ги даваат на дебатни емисии едните и другите се сумњиви лица. Мислам дека многу од луѓево нема да гласаат за ниту една партија, завршува анонимната гледачка. Додека пак Сашо С ни пишува и вели: ова е исто како симпатијата ќе ти речи здраво, ама тоа не значи ни дека таа ќе излези со тебе, уште помалку дека ќе ја фатиш. Па дали има уште наивни што се палат на овие работи, ако сакаа да ни дадат датум, ќе не сакаа со сите наши маани, па во од ќе ги решаваме сите проблеми. Ништо нема од сето ова, датум им треба на СДС за да се фалат по митинзите, а реално во ЕУ никогаш нема да влеземе самостојно, освен како дел од Бугарија, веројатно се мисли. Се води кон тоа како не сваќаат луѓето, завршува Сашо С.
Весна В пак ни пишува и вели, се додека доаѓаат, не советуваат, бараат од нас, па и ни даваат помош во било каков облик, добар знак е. Јасно кажа Оливер, уште да ни нацртаат она што и нам ни тежи е правната држава. Закони кои важат за сите подеднакво, ете на потек се нашите политичари, нека го изгласаат законот за обвинителство. Завршува Весна В. Тане и пак ни пишува и вели, ако не се случи нешто непредвидено, може би ќе имаме убава политичка пролет и конечно и нас да не огрее сонце. А Огнен, да ти кажам дека добро ме исплаши, како што ги гледав квиз столици и наеднаш се појавуваш ти, јас помислив дека не дај Боже некој не нападна. Гледа на тоа ли ве асоцирам? Аце, замисли. Се радувам што не беше така. Инаку, како што ја пратам емисијава, оваа тема на луѓево не име атрактивна, нема веќе гледачи режија. Им треба нешто посирово, некоја коска, ние сакаме да се жестиме, да се нервираме, завршува Тане. И ве поздравувам, Тане. Јовица Т пишува, вели, жално, но денешната тема не е за пензионери, да прашаме некој млад човек како размислува на пензионерите, му е супер, го поминале своето време за ЕУ, ако зборуваме најмалку уште 5 години, ќе чекаме за конечен влез, а за преговори ќе добиеме со услов, завршува Јовица Т. Живко А пак пишува, вели, добар ден Оглен, гледачите или поточно граѓаните се уморни од ЕУ емисари, нам предпишаниот датум, предпристапниот датум и членството во ЕУ ни е потребна поради немање нити генетски, нити ментален и капацитет да создадеме држава од типот на Швајцарија, нам ни треба стапот, секое доаѓање на некој од ЕУ ги поларизира или поточно им создава лајт мотив на верните до гроб, да ја јустурат негативната енергија и оптимистите во спротивни мислења. Никој не се свртува на изгубените 30 години, сега со 3 месеци играат, завршува тој. И на крајот Ботка ни пишува, вели, Огнен, не знам дали сме готови за во ЕУ, се додека нема култура и почит спрема вас новинарите, без закани кон вас, без навредување на жените новинарки, ние самите си ставаме сопки, не сме народ за ЕУ. Благодарам, Ботка, поздрав и до вас и до сите оние кои што се јавија и дадоа мислења во текот на денешното издание, со кои што разговаравме и секако останете со Телевизија 24, бидејќи во продолжение следува дневникот во 17 часот. Од мене пријатно.